Конфедерацијата на синдикални организации најави дека доколку владата и Министерството за правда не преземат конкретни мерки за да пристане, како што велат деценискиот грабеж од страна на извршителите, ќе протестираат низ целата држава. Алфа побара став од Министерството за правда за тоа дали се разгледани поднесените предлози од страна на синдикатот за законски измени кои беа доставени на 22 јуни. Предлозите ќе бидат доставени до работната група за законот за облигациони односи, а дел ќе бидат разгледувани заедно со предлозите од оценската мисија за евентуални измени на законот за извршување. Податоците на годишниот извештај на Комората на извршители покажуваат дека минатата година се наплатени 55,69% од предметите, односно 127 милиони евро од должниците. Од Конфедерацијата на синдикални организации смета дека треба да се извади казнената камата и извршителите да престанат да наплаќаат огромни суми на долгови за кои веќе бил платен основниот долг. Значи они сами кажуваат, замислете, лани наплатиле 126 милиона, 150%. Останатите 50% може се уште околу 300 милиони. Значи овој грабеж што го прават, оваа неправда што се прави, ова кршење на закони што прават, кршење на устав, кршење на декларации за човекови права, ќе им дојде крајот. Крајот ние мислиме дека доаѓа. Имавме нели еден состанок со министерката, кај што доставивме наши барања, истите се проследени до владата и чекаме до крајот на месецов. Имам информации некои дека конкретно владата ќе излезе со одредени мерки. Доколку не сме задоволни, протести ќе има секако, меѓутоа размислуваме перманентно секојдневни да направиме кампа да видат кој камп ќе биде тој. Тоа ќе биде незапамтливо нешто во историјата на Македонија. До сега различни здруженија организираа протест како знак на револт на работата на извршителите, собираа потписи и бараа запирање на присилната наплата, ревизија на работата на извршителите, нотарите и доверителите, како и тврдување на реален и нереален долг. Анкетата спроведена во синдикатот пред 2 месеци покажува дека секој втор граѓанин има проблеми со извршители. Инаку, во земјава се регистрирани 97 извршители кои се распоредени на 11 подрачја на основните судови.